Претходно во Диетално максимално гледавте. Вчера Светлана направи детални прегледи во Биотек поликлиника. Анализите и прегледите потврдија дека Светлана е здрава и може целосно да се вклучи во својот нов предизвик. Кажете ми дали имате некои здравствени проблеми? Па пијам терапија за притисок. Да. Од кога примате терапија за притисок? Па 2,5 години. Пијам Телесидан. Телсидан? Од Да. која јачина? 80 грама. Добра. И Бипресо. Пола са бајле, пола навеч. Од која јачина? 10, мислам дека. Не. 2,5, 5? Да, 2,5. Добра. Дали примате и други лекови? Пијам и селеногин пијам. Навечер. Имате проблеми нешто? Па да, имам некоја спондилоза, лордоза, светиена лоза. Така? Да, и имав проблеми со вртоглавици. Така. И така да ми тие ми ги препиша и се и тие ги пијам. Колку време ни ги користите? Па 1 година. 1 година, Да, така. 1 година, да. Некои други проблеми со здравето да се пожалите? Па друго, немам нешто посебно, откако влегов малце во перименопауза и малце тука. Колку време сте без циклус? Па не сум уште без циклус. Уште сте баш перименопауза, така. Да. Баш перименопауза. Така да малце ми се промени тоа, се качи притисокот, вртоглавици со и така да друго нешто посебно не. Така. Да. Во минатото дали сте имале некои операции, Да. заболувања? Оперирана сум од жолчка и на истото место 2 пати кила. Се појави кила, да. Друга операција имам правено на многу одамна на ногата на вените. Да. Добре. Друго нешто посебно. Катаракта тоа, валјда не знам дали И ви е катаракти сте оперирана? Да. Пред колку време? пред година и пол. Така, добро. Кажете ми дали имате алергии на храна и лекови? Не. Дали сте пушач? Да. Да, по колку? Една кутија во просек На ден? на ден. Добро, просек. Да. Добро. Може да видиме сега како е вашиот крвен притисок. Лековите на сабајлето ги испивте? Да. Левата рака. Левата. Нешто проблеми со шекер, дали имате со тироидеа тоа, дали сте испитувале до сега? Сум испитувала, да, до сега Се не било во ред, така? Се било во ред, да. Со маснотиите во крвта? Не. Отлично. Кажете ми дома колку често го мерите крвниот притисок? Па сега во последно време не многу често, меѓутоа кога ќе осетам јас лично нешто као не ми е добро, си го мерам, ама да ви кажам во последниве 5-6 месеци секогаш ми бил окей. Така. И сега е добар вашиот притисок, 120/70, да ви сте најротичен. Да. Така треба да се трудите да го одржувате. Да. Ими ни даде препорака што да вежбаме во домашни услови. Денеска започнува вашата трансформација. Денеска започнува вашето патување за поцврсто тело, подобра форма и подобра енергија. Се надевам дека денеска она што ќе го започнеме ќе ми помогне и на мене, но и на вам позади екраните да видите како треба да започне едно патување за подобро тело. Најпрво за здравје, а потоа за се останато. Ќе започнеме со многу основни вежби, каде што малку ќе го забрзаме метаболизмот и ќе го разбудиме телото. Треба да се разбудиме од зимскиот сон. Дали сте спремни? Започнуваме. Најпрво со дишење. Ставете ги нозете во ширина на болковите, зимаме длабоко воздух и издишуваме. Може би навидум ќе ви изгледаат вежбите премногу лесни, но вака треба да се разбудиме секогаш кога ќе станеме. Супер. Рашири нозе малце пошироко од колковите, испружи ги рацете горе, издигни го телото и издиши.
Горе зимаме воздух и издишуваме. Втор пат и издишуваме. Сега ги ставаме нозете паралелно, односно стапалата се паралелно. Десната рака ја испружуваме настрана, левата горе и го извлекуваме телото на десно и се креваме горе. Одиме 10 пати. 1, горе. 2, горе. 3, диши длабоко. 4, горе. 5, горе. 6, горе. 7, горе. Издиши 8, горе. 9, 10. Така, сега одиме промена. Одиме на другата страна. 1, повлечи го стомакот. 2, диши длабоко. 3, горе. 4, горе. 5, горе. Диши. 6, 7, 8, повлечи стомак. 9, стегни го стомакот убаво. 10. Било дека секој ден носи свој почеток, нова приказна и секој ден е неизвестен. Токму таков и денешниот ден во кој што барем знаеме дека имаме испланирано спорт, здрав начин на живот и здрави препораки за тоа како да ги промениме ништата околу себе. Сето тоа спакувано во новото издание на Диетално максимално. Добре ни дојдовте. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Во денешната емисија Ивана ќе биде ставена на тест. Пред неа е целото вкусно мени на тавирна Трпезарија, а таа треба да одбере нешто што смета дека ќе помине пред Клаудија. Дали ќе го направи вистинскиот избор? Што ќе биде нејзиниот избор, а што за неа ќе одбере Клаудија? Гледајте не. И пак сме од Трпезарија и ја чекаме овој пут Ивана да видиме што ќе направиме со Ивана. Здраво. Здраво. Како е? Добро, вие како сте? Добри сме, спремна? Спремни. Гладна? Жедна? Па може. Ајмо да се јадеме. Ајде. Иванче, Готово. идеме за сега тој сте. стол позади таму? Ајде. Ајде, кај сакаш на која Се едно вие седете се прво. Ајде на ова страна ти и јас на ова. Како е Иванче? Добре. Што има Иванче? Ништо. А? По дома со бебенце и да ве видиме малку. Дојде ли со волја да јадеш овака една салата? Па салата, ако јадеме треба ракија. Ако јадеме и ракија, после ручек и муки ни се фати. Значи све комплетно ни треба. Да. Иванче, како си ми? Добре сум вие. Се окей? Се е окей. Добро. Опуштена? Па, така. Гладничка? Па така. Добро. Ајде сега ќе наручиме прво да јадеме. Наручи што сака, значи нема да мисли Добро. сега дека си тука нешто на диета или нешто. Сакам да наручи Добро. што сакаш да јадеш и малку ќе се направиме муабет. Добро. Може? Може. Ајде да видиме кај некој што може да дојде да донесе мени или некој конобар или некој конобарица. Да видиме кој има овде. Секако. Здраво. Здраво. Браво. Како сте? Добри сме вие. Добри. Одлично. Има ли работа? Имаме. Добро. Имате малку време за нас? Ние сме брзи. Секогаш. Ај ти прво. Значи можам што сакам да си нарачам, така? Ти што сакаш? Што Јас сакам. ќе идам прво, може? Јас Ајде. прво ќе наручам. Поред. Има ракови, Имаме ракшина добри. да? Има на путер, има и на маслиново. Како? Има и на путер, има и на маслиново. А, на маслиново може. Како По, правите? поздраво, така? Да. Може. На маслиново ќе биде. Добро. И со што? Па ракшињата ги служиме само така, со лимонче. Ако сакате нешто гарнир или некоја салата, ќе направиме. А донеси ми само ракчина, пошто сум јадена. Да, донеси ми само ракчина. Само ракши. Да. Во ред, може. Фала. За вас? Добро, за мене е чипс и бидејќи постам лигни. Имате поповани со? Да. Само со брашно, така нема Да, јајца. само брашно. Добро, лигни и една мешана салата. Добро. Тоа ќе биде, така? Тоа ќе биде, да. Нешто за пиење? Вода. Останувате на вода. Да. Добро.
Тоа е тоа. Да. Фала ви. Не пиеш Добро. ништо ти? Па да останам само на ракчињата, инаку ќе биде многу, на лигните многу ќе ми биде сега со постот. Со окей. алкохолот. Постиш, а? Па еве сега до недела. Да помине и тоа. И како, што јадеш ти кога постиш? Леп, леп и леп. Стварно? Леп, тоа е пост? Пост. А? Постам со зејтин. Иначе да постав без зејтин ќе беше повеќе поздрава. Бидејќи нема, нели, во зеленчук овоше нема зејтин. А бидејќи со зејтин постам и сега леп, ќе се намачка маргарин. Па ќе се јадам мармалад со леп. Па ќе се јадам салата некоја шопска со некое безлактозно сирење, некое растително со Па ти леп. све наоѓаш, само да се јаде, а? Помфрит пржан Иако е со леп. пост. А кажи ми една Кетчуп. ствар, кога не е пост, што се јаде тогаш? Тогаш се јаде се. Значи се јаде кумпир, месо, манџи, бургери, чипсови, наполитанки, чоколадо. Ти се исто наручи некои чипсови, така? Да, меѓутоа ова е, мислам дека од тиквици чипс, Окей. ама исто е поховано и пржено. Сакаш ти ја сталадија? Брза храна и брзо се припрема и убаво е. Како викаат, се што не чини е вкусно. Да, тачно. Па може да видам се. Тоа што не чини, што е тоа? Па претпоставувам што се пржи. Не, Не, не мора да биде. Ако ти го пржи сега со многу путери, со многу зејтин, тоа да, ама ако не. Можеш и на грил, на скара. така не е толку вкусно и сочно, ние вака Како помрсничко не? да биде по... Видиш, не знаете да го направите. Да. Тоа е тоа. Не знаете да го направите затоа што не сте научили или не сте имали информација како може да го направите да не биде вкусно. Нели? Нешто тоа. Не да се месо, риба, пилешко или зеленчук. Ми у Шпанија, ова ќе ти го кажам се за у будуче да го знаеш. Земеме магданос, Добре, лук добре. и маслиново. Го ставаме овака во едно овака нута и го тучиш. Добре. Знаеш? Прво лукот со магданос и после ставаш малку маслиново и го ставаш во фрижидер. Добре. И кога имаш така некои ствари со четкица, Добра. ќе земеш малку килојде и ќе ставиш преку тоа. Добре. Знаеш како е вкусно? Ама тоа ќе се спреми составото или пред да се сготви јадењето состава од него? Или на веќе сготвено? Кога е сготвено. Така. Кога е веќе сготвено. Ќе го земеш во фрижидер, само малку ќе земеш со не сега да го фрлиш преку тоа, него малку со четка, затоа четка има. Ќе се стане и знаеш како убав вкус има. Бибер, нарано, можеш да ставиш исто унуtra, да се го промешаш све и тоа ти стои во фрижидера секој ден да имаш, помалку ако сакаш да ставиш. Па ја исто да го спремам слично, односно само ставам плюс и балсамико. Кога јадеме, пример, пилешка чорба, телешка чорба, и тоа го правам на страна, само што има и плюс балсамико внатре. И у чорбата на лажица ставам и дава убав шмек така. Ама нели чорбата е со брашно, со се Да. кафански. Да. Иначе ти сакаш да готвиш? Сакам, да. Сакам и готвам и не ме мрзи. Само ете, ова што го кажавте вие, начинот на припрема, се сум мислела кога е нешто здраво, дека одзима премногу време и сум одела по тој, да речам, полесен пат, да биде побрзо. Ќе спржам кумпир, ајде во зејтин и во маст, за побрзо, не размислувајќи дека можам, пример, да ги испечам и да бидат поздрави, да речеме, еве. Да. Вака викам, ајде побрзо ќе ми се испечат, ќе ми се испржат. Ja. И така, уствари, ние гледаме што е можно побрзо да се спреми храната, дека брз начин на живот и А со колку живееш ти? со сопругот и 17 месеци бебенци имаме. Нека живее Да, здраво. фала ви. Но тоа детето треба да се научи исто, нели? Па еве некако што можеме, ја чуваме од шеќери, од сол, поздрава храна, овоше да јаде, зеленчук да си грицка. А ти што мислиш? Тоа дете кога ќе има 2-3 години дека она нема да сака, ти што јадеш? Она сега веќе сака, а не па тогаш кога ќе разбира скроз. Да. Да, Значи и морате вие да се менјате и ти и машти, нели? Да бе можете тоа дете да го научите.
Значи, она ќе сака наравно, она зависи, значи децата зависат од нас. И што гледат, они сакат. Да. И што ќе им дадеш, они ќе јадат. Не? Да. Они не можат сами да јадат, само после да купуваат, да донесат дома и да спремат. Него зависи од Така тебе, тоа си што е. ќе направиш човек ќе го јаде. Еве пример палента, најобична палента, она многу ја сака. И кога нема да ја дојаде, ние ја фрламе, зашто не ни е вкусна, не ни е пржено, не ни е така нешто масно. И баш коментираме колку е здрава и колку е убаво и ние да ја доручкуваме, ама не, ние ќе си ја фрлиме, пример, она ќе остане и си ја фрламе. Па е, да. Ете колку од Тоа е старт, тоа. да речам, Да. И она тоа сигурно го гледа дека вие тоа не го јадете. па не Само гледа ја да она. го оставам во кујна и сега наредно јадење, 3 пати се помислува дали да јаде. Благодарам. Повете. Фала. Благодарам. Фала puno. Пријатно јадење. Фала. Со што ќе почнеме? Па со салата да почнеме. Ајде. Ајде повелете Ајде, вие. служи. Ајде ти прво служи се. Салатата тачно што има унутра? Има цвекло, зелка и морков. Супер. Добар избор. Ние во Македонија ова ја викаме свадбарска. А да? Да сите свадби ја има. Стварно? Да. Добро. Ја мислам дека е ова, ако го има на свадби, најздравото што го има на таа свадба. Ама се комбинира со ракија. А, добро. Заборавиш што кажав. Ајде да пробам малку, може? Може. Да пробам малку твојата салата. Со ракија викаат најбаво иде. Аха. Ти ја правиш исто и дома? Да. Таа салата? Да. Исто овака се прави дома или се става уште нешто? Ставам само оцет, јаболков најчесто. Океј, Или ако немам јаболков вински. добро. Балсамико не ставам, дејќи малце ми прави благо и благудњаво и не ми е вкусот тој. И зејтин обичен. Бидејќи маслиновото сме го купувале да го јадеме. Ама ми го менувал вкусот некако. Затоа што има шекери. Да. И претежно со оцет и со зејтин и сол. Па добро е. Да. И кога ќе се насецка свежа, количински, нели ако повеќе насецкаме, без да се оксидира, без да потемни, седи во фрижидер и до наредниот ден изрендана. Без проблем. Не потемнува, да. Така да некојаш да речем кога ете се брзаме, по количински ќе наредам во некој канче и за утре дента имаме пак салата од истата. Супер. И со комбинира со нешто, нели? Секогаш И се комбинира овака со овакви ствари кај тебе дома? со вакви ствари, да. Стварно? Да. Океј, што е ова, тачно? Ова е чипс, мислам дека од компири, или од тиквичка или од компири, претпоставам од компири дека. Е, тоа како се јаде? Се јаде, ако е пака помрсничко, меѓу лепче ќе си го ставиш и си го подстиснеш да ти пушти зејтинче и си го гризаш. Стварно? Значи тоа е поховано? Ова не е поховано, ова е само пржено во врел зејтин и како чипс да испадне компирот. Океј. А ова е поховано. Значи тоа што не би требало да се јаде, добро. Ти знаеш дека ако е кромпир, кромпирот може да се јаде најубав е кој се става или урелна, Добре. или да го вариш. Тогаш нема да има толку, затоа што ова гледам, се гледа, нели? Да. Дека има многу масло. Да. нели? И тоа е плива у масло, не Па да плива, има него да. плива у масло и тоа не е баш добро ни за здравје, не е воопште добро. А исто и не ти дава, да кажем, ништо од нешто што ти Нутритивно треба, да, што ти треба. Не можам да ти кажам дека, океј, би требало еднаш да се јаде това у седмицата, тоа што ти да... Не. Да ги избегаваме тие ствари, најболje, би било добро, да можеме да го вариме, да го печеме урелна, нели? Да биде малку, да вкусот има на кромпир. Така. Ме разбираш? Да знаеш што јадеш.
Ова веќе сега со вкус на повеќе на пржано. Се Тачно. губи вкусот на компирот, да. Тачно. Затоа би било подобро да се навикнеме, да малку да се јаде веќе. Знам дека и за деца ова сигурно е интересантно затоа што е пржено, затоа што Баш е ко чипс. тачно. Се гледа дека тоа е Да. тоа е тоа што сакат и со тоа да добијат. Нели визуално, да. Така да тоа е no-go. А Ова се лигни, овие се лигни, да. исто поховани во брашно само, Да. пржени. Да, бојно, лигни се добри се многу здрави. Но би било боле подобро да се стават или на скара, Така? нели? Имав една рецепта што кога не се вака сечени, Добра. што се Цели. цели, Така. може да се полнат. Да се полнат, да, многу се убави кои се полнети, дигните, многу се убави и се полнат исто со варено јајце, да, варено јајце и со овие, знаеш овие што се ногите што имаат Добра, тие, перките што им се да. што тоа се сече на малишко, Добра, нели? Тоа прво се испржи се утавче, така, лук, магданос, едно јајце варено се става унутра. така, И ако сакаш може да ставиш зеленчук, една врста зеленчук, ама на сецка, не се малиш. ситно. Унутра се стави, после се полни, се затвора со чечкалица Добра, и после малку ќе ги испржиш у тавче, нели, ќе ги вртиш, после со вода и ќе направиш еден сос што се прави со добро е. Со домат, се Добра. прави еден сос со туџи, со магданос, со лук. Се става унутра после и тоа се крчка остава заедно. да. И тоа е многу добро. Значи Ете. има некои ствари што може да се Ама еве јаде. ние не ги знаеме пример тие рецепти, не ни текнало дека може, а еве Да. пример многу повкусно звучи отколку ова. Да. Ова е само И тоа, многу е толку. повкусно да го пробаш. Ајде од ова ќе збориме исто, може еден ден ќе го направиме заедно. Затоа што ово здраво не е ни ова сега што гледам. Си наруча салата е перфект, нели? Али сега да е тука некоја риба, да е тука некој стейк, да е тука некој месо, чисто, без сос, Така. би било одлично баш за ова салата, пошто е ова салата добра, Така. нели? А сега ова малку Комбинацијата. комбинацијата уопште не иде со ова. Мислам. Затоа ние прво салатата ќе изедеме, па после А да, после ова ќе се јаде, а? Ова Нема да ги мешаме. Ова као десетки ни Да, биде, вишто. Добро, само малку да ти објаснам дека тоа похованото, наравно, тоа сега изима толку зејтин кога се поховани ствари, зима толку зејтини и толку вуче тој зејтин да после кој ќе го јадеш имаш мек на зејтин. Да, има. Више на зејтин него на тоа што стварно се јаде. Да. Нели? Ајде почнеме ние малку да уживаме. Сега знаеш што мислам ја од тоа, теа ти малку ќе мислиш, нели, од тие ствари и може дома кој си може ќе кажеш, чекај, сакам да направам компир, ама чекај, тоа е како што ми рече, ова ќе го пробам. Затоа и сте ни потребни вие уствари, затоа што еве пример самиот рецепт што ни го кажавте дека постои, одма мене ми се менува визијата дека тоа што го јадеме може да се направи исто вкусно. Да. Тоа што секогаш нели кога спремаме храна идеш со мислата да биде вкусно, а не да седнам да се најадам, не, него да биде и вкусно. Тачно. Сега вие пример тој рецепт што го кажавте со лигните ми е мене пример многу повкусен од ова. Јас си го замислив и 3 пати сум јадна. Да. Ама ќе го направиме може еден ден и да го пробаш и да видиш како може да се јаде све ова и на друг начин. Така. А сега изволи, ајмо. Фала. Ајмо да почнеме да јадеме. Исто многу ја солам храната. Да. Да, затоа што пример А сум ти- приметила ако не ми е солено, како да ми е блюткава, како да нема вкус. Аха. И тоа сметам дека нели претпоставам не е нели здраво. Уопште. Ама добро, ти ќе сазнаеш дека кај мене ке нема сол. Да, може и знаеш веш? Не знам, не. Не? Воопшто нема сол. Не. Док те чистам? Не.
Што си јадеш? Похованото? Поховани Па лиги. стави бар малку лимун, да нешто е таму што треба да биде. Малку. Па да, помочи то. Така. Браво. Ќе ми го неутрализира многу зејтинот Бар да лимонот. биде нешто. Нешто здраво од тоа све што си наручила. Какви се? Многу убави. И со лимун исто? И со лимон се убави, да. Супер. Обично не ставам лимон, еве за прв пат, ама убава. Ама чипсот без лимон. Добар, а? Пробајте. Не мора баш, а? Не мора баш. Не мора. Пробав твојата салата и ми се свижа твојата салата. Салатата ти е врв. Стварно добар За избор. салата си имам обичај. Што и да ручаме, салата имаме. Само еве, што кажавте вие, не мора толку нели зејтин да ставам, Да. односно воопшто. Да. Ама па без зејтин некако ми е многу како до пола спремена. Во тој случај маслиново треба да ставаме, така? Тачно. Па ми се допаѓаше со тебе ручакот При мене со вас. и се надевам дека пак идеме на ручак и ќе јадеме тогаш баш тој избор што треба да се прави. Се надавам. Се надам дека ќе научиш. Све што ќе кажете ќе се потрудиме и се надаме ќе научиме. Браво. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Мене брзо и навистина убава ми измена времето, а се надевам дека и вам. Велат дека се што е убаво, тогаш навистина брзо трае, но и секако има продолжение. Нашето продолжение на оваа приказна од денеска продолжува утре. Во истиот термин, 16:30, токму тука на Канал 5 телевизија.